Затворени врати, празни ходници, неприродна тишина во Заводот за рехабилитација на деца во Топанско поле. По скандалот што се случил минатата недела, каде што деца со попреченост при тепачка завршија со раскрвавени глави. Инцидентот се случил вечерта на 22 октомври, кога штитениците требало да се подготвуваат за спиење. Во тој момент на работа, каде во интернатско сместување се згрижени 28 деца, биле само еден инструктор и една негователка. Алфа побара одговор од установата односно од вработените, но безуспешно. Оттаму единствено што добивме информација е дека директорот е на службено патување, а заменикот е на годишен одмор. Телевизија Алфа го посети домот за рехабилитација, побаравме одговор од директорот, од заменик директорот и од секретарот на оваа установа, но не успеавме да добиеме никаков одговор, ниту пак ги најдовме тука присутни на своето работно место. Алфа побара став и од Министерството за труд и социјала, од каде 10 дена по тешкиот инцидент. Велат дека се уште ги утврдуваат фактите и околностите кои довеле до оваа немила случка. Представници за социјални дејности и социјалната инспекција го посетија заводот и повредените корисници и вршат увид во документацијата и разговараат со вработените и раководството на институцијата. Двајцата корисници, постар малолетник и полнолетно лице, се во добра општа здравствена состојба. По инцидентот веднаш им била укажана лекарска помош и добиле соодветна терапија. Министерството за труд и социјална политика ќе ги преземе сите со закон предвидени мерки, доколку работната група утврди одговорност за несоодветно постапување или непостапување од страна на раководството или вработените во заводот. Инцидентот го вклучи алармот на народниот правобранител, при што бил извршен вореден надзор во установата. При надзорот се утврдени катастрофални услови и целосна негрижа за штитениците кои се згрижени во оваа установа, велат од таму. Според извештајот на народниот правобранител, во еден момент ниту еден од нив не бил меѓу штитениците и тогаш се случил нападот. Едно од децата кои биле на возраст помеѓу 11 и 14 години почнало да ги напаѓа другите. Две од нападнатите завршиле со раскрвавени глави. Во дописот до Алфа, Министерството на Царовска се фали за својата работа, но не ги коментира и останатите 3 инциденти, во кои деновиве беа повредени десетина работници во Куманово и инцидентот во казнено-поправниот дом во Тетово, каде што штитениците биле третирани со силни антидепресиви. Министерката Царовска 2 дена ја нема со коментари на социјалните мрежи за конкретните инциденти во кои не страдаа и деца.